двата најголеми човечки проблеми се кога да се почне и кога да се запре. Добра вечер. Се наоѓаме во штабот на ДУИ. Ние од ДУИ размислуваме. А зашто размислувате вие? За иднината на албанскиот народ. И за иднината на македонскиот народ. И за судбината на оваа држава. Аман бе луѓе. Нема аман, се е во наши раце. Тоа е тешка одговорност. И како вие се справувате со таа одговорност? Мислиме, дали со ВМРО, дали со СДСМ, дали нови избори. Дали да одиме во опозиција, дали да правиме владена широка коалиција. Господа, само еден е дали? Како е тој? Салвадор Дали? Надреалист, тотален лудак. Значи, дали е наш колега, ние сме надреалисти? И лудаци. А, не. Лудаците се таму, кај што кажа Ставревац. Ние сме само уметници, политички уметници, што продаваат магла. Толку од ова јавување од штабот на ДУИ, каде што се крои судбината на Македонија. Ајде сега остане на рад, да мислиме. Почитувани гледачи, како што можете да забележите, овде до мене се моите смрзнати колеги. Колеги, како успеавте вака да се укочите? Па колега вака беше, значи напрати од редакциите да земеме изјава од овие главучеве што се позади нас. Аха. И ние тука седевме едно 3-4 сати и ги чекавме. И беше минус 19 степени и успеавме, ја земавме изјавата, ама после тоа се смрзнавме. Во кичма се смрзнавме и сега не може да се иде ни лево ни десно, нема мрдање. Па што не викнете брза помош, мајко му стара? Па како бе друже да викнеме брза помош кога не можам да се мрднам телефона да си го земам? Ама не се секирај, главучеве од позади многу се коректни, рекоа дека ќе викнат брза помош за 2-3 сати, што е уште еден показател дека многу не сакаат нас новинарите. Токму така, овде со нас е еден мој млад колега, момче, така се учи репортерство, така се учи новинарство. Ти како се замрзна вака? И јас чекав изјава. Се смрзнав, не можам да зборам. Целиот сум смрзнат. Нема гајле, ќе те одмрзнат, како што рече колегава, ќе викнат за 2-3 сати брза помош. Колега, вие како се укочивте? Па и јас чекав за изјава и ги молевме надлежните да не пуштат натре, ама они не пуштаат натре и еве, како што гледаш, тука сум во оваа позиција. Ти си ги видел ли овие репортерски чевли колку ти се прљави, бе, човече? Како да те пушта со вакви прљави кондури да газиш на тие таму персиски скапи килими, мислам, ќе испод црката, бе, ја да сум не би ве пуштил, бе. Што сакате, бе, вие и виски да ви понудат таму, а? Па како да имаш право, ама знаеш, види, нас не пуштаат ни во опозиција, ни кај власта не пуштаат, ни во собрание, ни во влада не пуштаат, никаде не пуштаат. Зимно време се мрзнеме, а летно време паѓаме во несвес. За лето не знам, ама вака сега зимно време кога ве гледам, баш сте ми симпатични, мислам како споменици сте, ем ефтини, ем го красите градот. Фала ти колега, ај на твоја глава. Фала колега, да ти се врати. Фала ви колеги, еве слушам дека доаѓа брза помош, не се секирайте, ќе дојдат, ќе ве собадат и ќе ве откочат. Ајде сега, пријатно. Идеме колега. Дај се лизга тука да не... Идеме колега. Синдикалистите се тепаат, а карванот си врви. Јас сум председател. Не си ти председател. Јас сум председател. Живка е председател. Јас сум председател. Митрески е Јас сум председател. Немој ти, кога ти го маваш, бе? Кога ти го маваш? Ја да ти кажам една работа. Сега слушај што ќе ти кажам. Живко Митрески е легално избран председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Луѓето него го признаваат. Работниците се на негова страна, брат човече. Он е поштен човек. Разбираш ли ти тоа? Не он! Јас сум председател на синдикатот, мене работниците ме сакат, мене ме уважаат, по камиони ме лепат и по вециња ме лепат. По вециња те лепате, тоа е истината, зашто ти си само за во веце.
Знаеш ли ти кој е Живко Митревски? Живко Кој е, бе? Митревски е македонскиот Лех Валенса будало една. Кој е ле, Лек. он е обичен плек бе. Молам? Мене работниците ме сакат, мене ме уважават. Јас сум председател на синдикатот и Ременски управо што даде такво решение. Ма Жената немој. знаеш што е закон, Жената- крај, јас сум председател. Појма нема жената, јас да ти кажам, може тоа решение си го ставите на гс будало една, идиоте еден, ти мене ќе ми кажеш. Жената знае, јас сум председател на синдикатот, јас ќе бидам председател на синдикатот и крај. Знаеш што ќе бидеш ти председател. Господа, се извинувам што ве прекинувам. Да ве прашам, вие двајцата сте од синдикатот? Јас сум од синдикатот легален. Јас сум, не, јас сум бе. Абе, кого ти шамари мури, јас сме на Добро, кого? ќе ве молам да се смирите само да ве прашам нешто, па потоа продолжете се со играва што си ја играте. Да ве прашам, ако сте и двајцата од синдикатот, како што разбрав, кажете ми која е вашата последна победа во синдикатот, односно последна активност која што им помогнала на работниците? Ајде бе, бегај од Ајде бега од тука, гони се. еден. Јас сум председател Не на си ти синдикатот. председател, Јас сум Живко. председател. Гаси камера, не се вие за снима. Јас сум председател на синдикатот. Јас сум председател на синдикатот. Ти е жив. Василичарско лепче. Ајде. Паричка има така? Има како нема. Ајде вака да кршиме. Прво, за мене, за мене. Па ти кршиш нормално. Па за тебе. Второто. За мене? Да. Трето, за тебе. Фала ти. Фала ти. А да, едно и за Македонија, ако не. Не за Македонија. Четвртото парченце секогаш се сече за Бог. Бе, како Бог? Знаеш дека ние сме многу бошци, ајде да не речам не знаш бошци. Ај нека биде за Македонија четврто, за Македонија. Ајде нека биде, Па да, едно и за новата влада, ако не. Што за новата влада? Од кај знаеш кој ќе ја прави новата влада? Гледаш која гужва е сега пред гол, не зезе, човече. Ама Може нема бидат седно- нашите, бе. Седно кој ќе биде, дали нашите или не. Важно е за новата влада, бидејќи ова безвластие повеќе не се трпи. Не се трпи. Право, окей, Сече за новата влада. За новата влада, Така. значи, за новата влада, ова беше за Македонија. Така. Добро? Слушай са, едно парче пресечи и за Трамп. Ако. За Трамп, шо за Трамп? Како бе шо за Трамп? Па Трамп е другар на Путин. Да. Путин е православен. Да. Значи ќе не спаси ако има некоја криза, ти текна. Така си е. Абе, кој ќе не спаси? Русите ќе не спасат. Путин, бе. Абе, тие не можат да не смислат нас, бе, никад не спасиле, само не газеле. А кај изгази руска чизма, трава не расте. Грешиш, другар. Море, дај ти едно парче за Трамп. Ако се падне кај Трамп, ќе го среди Сорос. Трамп ќе го среди Сорос. А штом го среди него, значи нема веќе соросоиди кај нас. Штом нема соросоиди кај нас, нема веќе проблеми и нашиот цар може да си владее дуре жив. Па да, Тоа, окей, бе. бе. Сечи За Трамп. сечи за Ова е Трамп. за Трамп. Така. Да, ви таму. И остане уште едно парче. Така? Да. Ја предлагам ова да го поделиме на две. Зошо на две? Сега ќе ти кажам. Прво парче Добро. нека биде за умот. Ум сега и фали на Македонија. За умот. А второ? За глупоста. 20 кусур години што царува во наша Македонија? Глупоста, така? Да. Па и она бе нека добие шанса во оваа наша мини лотарија. Да, управо. Глупоста. Ај сега барете паричка да видиме кај. Ајде. И тука, почитувани гледачи, овој скеч завршува. Паричката нека се падне кај што мислите дека треба да се падне. Ако сте оптимисти, ќе се падне во Македонија. Ако сте песимисти, во новата влада. Ако сте демократи, кај Трамп. А ако сте реалисти, во глупоста. Леле, го заборавивме умот. Епа тоа е тоа. Он од секогаш овде бил заборавен. Ај до година повесело. Добро вечер! Во овој период од годината обично се бира личност на годината.
Ние решивме да го избереме најглупавиот и најсмотаниот македонец за 2016 година и нашата манифестација ја нарековме Македонска глуперда 2016. Мора да ви признаам, имавме илјадници кандидати, конкуренцијата беше огромна. Помина илјадници граѓани низ филтер од 3-4 месеци за на крај да стигнеме до самото финале, а во нашето финале се овие две прекрасни глуперди, Ѓорги и Перо. Господа, добро вечер. Доколку вие сакате да гласате за нив, прво ќе ги слушнете нивните приказни и потоа гласате на 194 од сите оператори. Прв право на своја приказна има господинот Ѓорги. Ѓорги, повелете. Јас сум Ѓорги, живеам во Керамидница и имам малку трева. Немаш трева, Ѓорги, ти имаш трема. Да, имам малку трева и Трема. може да почнем од почеток? Па Ѓорги, ти си на самиот почеток, продолжи си. Па вака. Значи јас сум Ѓорги од Керамидница и така еден ден одејќи си дома порано и влегов дома и таму кога што ќе видам жена ми со некој пријател во дневната и мене ме фати едно незгодно, викам да не им сметам на луѓето, па така на прсти влегов у спална и се сокрив во плакар. Браво, Ѓорги, ти си вистински маж. Имаше ли многу викање, да не кажам стенкање? Он викаше и така, али жена ми толку рикаше, мислев дека типов ќе убие. Така? Среќа кратко траеше, мене кога ме фати еден срам, сакав да побегнам од куќата, не може веќе да ги трпам тие силни крици. Така, браво, Ѓорги, ти навистина ни покажа која глуперда си, човече, секоја ти чест, смотаница наша. Почитувани гледачи, значи ја слушнавте неговата приказна, а сега одиме кон Перо. Перо, повелете вие. Здраво, јас сум Перо и ја немам трева. Одлично. Вака, Што вас ви се случи, Перо, во живот? мене, вака сега, ја добив една понуда од една германска фирма, Така. Што сте по професија? програмер. Добра. И они мене ми понудија многу солидна плата и за во Германија Колку? е солидна плата. 4500 евра на месечно ниво. Браво. И сега тука имаш плюс бонуси. Така. Имаш и плюс пари ти дава ако останеш после работно време. Преку времено, така. Сабота недела не работиш, Така. за празници не работиш, гратис стан и службен автомобил BMW. Перо, што направивте вие? Ја ги одбив. Перо, зошто? Затоа што сум патриот и во душа и во срце. И си ја сакам својата татковина. И им велам, јас не сум гастарбајтер. Ке си останам во својата татковина и ке се задоволам со 500 евра плата сега за сега. Бидејќи, еве, како што сте сведоци сите, сега се формира нова влада. Така? И новата влада ќе донесе работа за сите, подобри времења, сите ќе живееме среќно и весело до крајот на живот. Почитувани гледачи, го слушнавте Перо и неговото искажување. За да не отидам нигде надвор од државава, го земав својот македонски пасош, отидов на плоштад Македонија и јавно го запалив таму. Го запалив, ама во обидот да го запалам, он не изгоре цел, ме спречи еден джандар. Он ме виде и ме пријави за пироманство. Па, Да, за нормално, пироманство ме пријави и дека јавно пироманство било тоа. И еве И сега ќе одиш у затвор. Да, ја чекам. Ја чекам пресудата за во затвор. Фала ти, Перо, фала ти, Ѓорги. Режија, какви се резултатите? До сега се јавиле 138.215 гледачи, 102.000 за Перо, за глупердата Перо. Перо е победник. Браво, Перо. Еве глупердата македонска за 2016. Перо, секоја ти чест. Прва награда, а прва награда е метак во чело. Збогум, Перо. Ѓорги, па некој мора да биде и втор. Така ли е? Твојата приказна беше навистина ексклузивна и потресителна. Тебе само во десна нога. Тоа е, тоа. Почитувани гледачи, пријавувајте се на нашиот конкурс. До година во ова време ќе избереме македонската глуперда за 2017. Се најубаво. Во љубовта да се надпреваруваме еден со друг. 3000 еднаш, 3000 два пати,
ime i prezime ili Adelija 3.500 evra. Само така, со такви дела и со такви постапки, ќе можеме да ја почувствуваме и смислата и радоста што ја имаат и што ја донесуваат и Божик, денот на Христовото рождество и сите празнични денови. Черипу, черипа, нека ова каурска лудорија трае, а многу плодова да не дае и помоз Боже и... Амин. Коледеледе, пано, дете се скршило скроз. Во периодот од 8 часот од 6 до 8 часот од 7 се извршени 148 интервенции, меѓутоа без поголеми одстапувања. Искршило им нос, го пратиле во болница, си нашол љубовница, немало сигурање, го пратиле во Врање. Во наша држава не треба да го молиш Бога за здравје, туку да не падне дожд или снег. И веднаш настанува хаос, пошто се појавуваат нашите вечни утешители или, што би рекол нашиот народ, послем свадба тапани. Среќа наша е што Господ не чува. И добро рекле нашите стари, Бог да чува и брани. Магистралните и во најголем дел од регионалните патни правци се проводни. Да се ја питам, ја би протирал автобус овуда. А nije to tako loše kao što izgleda. На почеток ни се обрати нашиот поглавар на црквата, за крај нашиот поглавица на државата, со неговите мудри мисли. Како е во уставот наведено, така ќе се постапи. Разумен компромис е разумен компромис. Што значи разумен компромис? Тоа е разумен компромис. Мислам дека само на тој начин можеме да излеземе до оваа криза, бидејќи мандатарот кој да е тој нема право да решава за такви прашања. Игева. Жико, ништо се не чуе. Не могу да издржи више у тишину. А какву тишину? Видиш да све трешти. Ма мислим на ову неизвестност, хоće да буде или неće да bude. Слушај, ја то мора да проверим. Dan je jaka dilema. Jo, veći moment. No ka dilema ti je kurak tu? Ljubov li je ova ili panađur? Ljubov li je ova ili panađur? Ljubov li je ova ili panađur? Албанските партии во државава си усвоија заедничка платформа. Кој ќе сака да прави влада со нас, ќе мора да ги прифати барањава, е под контекстот на платформата. Мислам дека претерува за некои работи. Не ми се допаѓаат. Прво, не ми се свиѓа од проста причина што они отидоа на бацирака кај Еди Рама, а се знае. Ако они држат до себе. Прво, сите овие што отидоа кај Еди Рама се муслимани, а Еди Рама е католик. Ако е до тоа. Прво тука, а второ, што има Еди Рама да им кажува на нив како они во својата држава ќе се однесуваат? Што има финтата што баш сега поставуваат вакви барања? Можете да претпоставите? Зашто? Затоа што им даде повезаат. Платформава на албанците ви се допаѓа? Не ме интересира политика, ама мислам дека со нив живееме не би требало. Бизнисменот Исмет Бајрами со други констатации. Па нашето размислување е да најдат добра платформа да имат и да се реализират работиве во држава. Таму има барања, да речеме, промена на химна, промена на знаме, промена на грб. Објективно е тоа? Па сега промена треба да се инволвирани сите народи. Нова химна еве, например. Да. Ново знаменце, ново грбче. Ние вам ова го донесавме, па сега нова, ама... Тачно, не би требало.
конкретно Македонија, не би требало. Ние добро си имавме и знаме и Грбче, го пресменија и сега само менуваат. Тоа не ми се свиѓа мене. Не, тоа ништо не треба да има. Сепак таа химна некој треба да ја измисли, али за таа химна, за да ја направиме, прво треба да се преброиме. Пописот треба да се направи, а не знам зашто го прекина. Не би рекол дека албанци се под 20%. Ќе формира ли Груевски влада? Груевски да прифати тоа, албанците не би требало да коалицираат со ВМРО. Зошто? Па зашто нивната политика е, значи, не ги прифаќаат условите. Например, викат што им фали на албанците, фабрики 3 да се отварат, она работни места. И сега не сварта стално до пари. Демеке веќе имаме ние 9.000 денари, 12.000 денари плата и другото нека се биде како што било. Мислите дека Заев може да прифати дел од овие барања? Па што е ветено нешто до сега, значи со неговата политика, кој што албанците дадоа над 70.000 гласа за СДС, изгубија 10 во случајот 10 пратеници, и албанските партии треба да размислуваат за тоа. Сега да кажете, време е СДСМ да го врати долгот. Па долгот. Долгот да го врати, али и така треба. Ќе има ли влада со овакви барања или тешко некој од македонските партии дека ќе се... Мислам дека не. Зајко ќе се обиде, да, али мислам дека многу компромиси треба да направи. Сега само ќе прифати со албанците. Ќе прифати, ама ќе изгубат на локални, не е тоа баш така лесно. Тоа е точно. Али ја мислам дека би морало да има повторни избори. Со барањето на албанските партии постои можност да се створи нова политичка криза во Македонија. Што значи тоа? Мислам дека постои можност да се направат нови избори, каде што можат македонците да се окомат и те како, и да направат преку 73 и 5 пратеника, да нема потреба да прават коалиција веќе со тоа. А тоа е веќе додатна друга криза. Покрај барањата за нова химна, грб, знаме и двојазична Македонија, се предлага и усвојување на резолуција со која ќе биде осуден геноцидот врз албанскиот народ во периодот 1912-1956 година. Јас сум од Крушапек, 60% е иселено во Турција, селото. Кога се случило тоа? По 50-те години. Така да кажете дека имате и роднини кои што се во Турција. Братучеди има. Сте правиле некојаш муевет зошто ја напуштиле Македонија? Па видите, тогаш тоа време имало, значи, некои малтретирања. Платформата може да ни се допаѓа или не, ама во секој случај на нашите сограѓани албанци едно мора да им се честита. Кога се националните интереси во прашање, знаат да седнат и да се договорат, без разлика на партиските дресови. Менаџментот им е во Тирана и Приштина, ама тоа не е важно. Битно е да истрчаат на терен и да победат. Авал криви. За разлика од нашиве, ние македонците, како македонци, место да седнеме дебело, да се договориме вака и вака, ќе нас превладува, да кажеме, егоизмот, јас да бидам, да не бидеш ти. Ќе си добие тоа што си наумиле да си ги остварат некои работи. За нив, за секоја пофалба, да. Тие меѓу себе се договараат, а ние само сакаме еден на друг зло да си наместиме. Што ќе биде тешко може да се предпостави, ама едно е јасно. Ќе се тегавиме и ќе се малтретираме уште долго време. Тоа е. Овие денови се изнаслушавме дека Македонија била нападната од поларен студ и сибирски температури, па решивме да прочитаме нешто за тоа Сибирот. Го покрива азискиот дел на Русија, а по територија е поголем од Соединетите Американски држави. Според едни извори, името Сибир означува земја која спие. Според други, коренот е во татарското племе Себер. Во поголемиот сибирски дел,
кој од Русија бил освоен во 1581 година, владее континентална клима со зимски температури до минус 67 степени и топли лета, што подразбира дека во одредени региони температурата може да достигне и до плюс 40. Земјата е под снег, речиси 9 месеци, а крајните северни делови се под вечен мраз. Во Сибир живеат 23 милиони луѓе, а познати градови се Новосибирск, Омск, Краснојарск и Владивосток. Староседелци биле тувинците, бурјатите, јакутите, татарите и монголите, ама денеска помногубројни се русите и русифицираните украинци. Сибир е богат со нафта, природен плин, јаглен, риби, диаманти и злато, а одовде потекнуваат најголемата светска мачка, сибирскиот тигар и кучето хаска. На времето, овој мразовник беше познат и по затворите. Тука робија лежел Достоевски, а Сталин милиони и милиони луѓе испратил на Сибир за да ги изеде мракот. Но сето тоа е минато. За сегашноста на Сибир, збор 2 ќе ни каже Коста Поцков, човекот кој пред пар години престојуваше таму. Каде точно бевте во Сибир? Во Краснојарск, кој се наоѓа во јужниот дел на Сибир, 300-500 км далеко од монголската граница. Во кој период од годината бевте, во кој месец? Тоа беше јануари, негде 15-20 јануари. Кога стигнавме на аеродромот, еден таков ветер, одевме од авионот до пристанишната зграда на аеродромот, беше негде 100 метра. Значи, додека стигнавме до зградата, ние не можешме да збореме. Не можешме да комуницираме. Лицата ни беа потпуно згрчени, знаете. Не може да изговараме буквите. Еден ден и после температурата се спуши на минус 40. И почна да не ја чувствувам кожата на главата. Немав ни капа, немав ни шубара. И како се тоа случуваше негде околу 2-3 минути, почнав да гледам матно некако. Да се чувствувам во еден интересен амбиент. И не сум свесен што се случува. Бинтијарата која ја носев, како просто почна да се грчи, да ја пипнеш, ќе почне да се крши. Како се дише на минус 40? Многу тешко. Како да не функционираат белите дробови, знаете. Како да е успорено се. Не знам како да изгледа успорен филм и имав прилика да разговарам со колега мој, јас сум геолог по професија, работел во Јакутска и тој ми кажуваше дека имал прилика да биде на минус 78 степени, каде флуидот во очите, ушите се толку многу се стврднат, замрзнат да може сопросто како кога лувеница да го чукне да отпадне ушито. На што се греат сибирчани? Предпоставам на газ? Се е газ. Тоа се цевки со пресек од 2 метара. Русиве, што прават? Пијат ли водка тие овака на минус 40 пред да излезат надвор? Не. Не, пијат топли чаеви. Велите посебна гардероба, што носат? Во главно носат крзна. Исто и чизмите, облекат кондурите, и тие им се направени за да поднесуват така ниски температури. И после ние се жалиме дека сме имале сибирски студови. Абе, ова кај нас е жива пролет. На 14 јануари го славиме споменот за Свети Василий Велики. Живеел во времето на царот Константин. Во Атина ги изучувал филозофијата, реториката, астрономијата и сите други светски науки на тоа време. Во зрелите години бил крстен во водите на реката Јордан, а потоа станал епископ на Кесарија Кападокиска. Важел за ревносен поборник на православието, бил голем зрак на морална чистота, инспиративен богословски ум, устроител и столб на Божјата црква. Сочувани се многубројни дела на овој отец на црквата и литургија наречена според неговото име.
Свети Василий се упокоил на 1 јануари 379 година. Во продолжение, за значењето на питата или лебот, што го правиме за Стара Нова година, поточно за Василица. Владетелот на Кападокија бил многу алчен и груб човек и постојано доаѓал со својата војска да го ограбува градот. Кога на Василий му јавиле дека воинот доаѓа, тој побарал од богатите луѓе во Кесарија да го донесат сиот свој накит и златници. Свети Василий го пречекал тиранинот и смирено му го понудил богатството. Воинот се засрамил, не земал ништо и веќе никогаш не се вратил. Свети Василий останал со накитот и златниците токму на новогодишната вечер, не знаејќи што на кого му припаѓа. Тогаш, просветлен од Бога, тој ги замолил готвачите да направат мали лепчиња за верниците и во нив ставал накит и златници. Утредента во црквата, секој човек добил по едно лепче и тоа што секој го нашол било токму тоа што претходно го имал дадено. За спомен овој настан, до ден денес се практикува на денот на Свети Василий Велики да се меси лепче со паричка во него. Првото парче е наменето за спомен на Господ наш Исус Христос, второто за Пресвета Богородица, третото за Свети Василий Велики. На 19 јануари го славиме празникот Богојавление или Водици. Кога Исус навршил 30 години од телесното раѓање, го започнал својот учителски и спасителен подвиг, а почетокот на тоа го означил примајки крштение на реката Јордан. Во мигот на крштевањето, на светот му се објавила онаа тајна која во Стариот Завет само се навестувала, а тоа е тајната на Божествената Троица. Па така, додека Христос се крштевал од Свети Јован Крстител, се јавил од небесата Отецот и посведочил за Исуса велејки: „Овој е мојот возљубен син, него послушајте го“. Духот Свет се јавил во вид на гулаб. На овој начин, на Богојавление, ни се откри евангелската вистина за троичноста, тоест неразделноста на Отецот, Синот и Светиот Дух. Отецот му се јавил на сетилото за слух, Духот на сетилото за вид, а Синот дури и на сетилото за допир. Во моментот кога Свети Јован Крстител го потопил и крстил Исуса во Јордан, пророчки рекол: „Еве го јагнето Божјо, кое на себе ги зеде гревовите на светот, предучувајќи Христовата мисија и патот на нашето спасение“. С оглед на тоа дека главната улога на Свети Јован се остварила на денот на Богојавление, древната црква денот по Водици, поточно 20 јануари, му го посветила на неговиот спомен. Свети Јован Крстител се прославува неколку пати во годината, но народот најмногу го празнува овој ден. Меѓу евангелските личности околу Спасителот, тој има посебно место и според начинот на доаѓањето во светот, и според улогата на крстител на луѓето за покаяние, и како крстител на Месијата, најпосле и според трагичното заминување од овој живот. Свети Јован се одликувал со толкава морална чистота, што навистина можел попрво да биде нарекуван ангел, одошто смртен човек. За многу години. Марија Николовска боледува од тенки и кршливи коски кои предизвикале инвалидност од 80%. За таа цел потребно е на Марија да и се вгради вештачка коска во болницата Филип II. Зафатот чини 5000 евра, па доколку сте во можност, помогнете на телефонскиот број 070 143 183. Ви благодариме на човечноста. Најмрачниот миг настапува спроти самото изгресонце. Пријатно. Thank you.